потпредседателе, почитувана колешке, ќе се обидам пред македонската јавност да изнесам некои податоци кои што вие заборавивте да ги кажете. Најнапред да потенцирам дека ВМРО ДПМН и јас лично ќе го поддржиме законот за минимална плата, но заборавивте да кажете кога кажувавте дека континуирано вие ги зголемувате платите, заборавивте да кажете дека континуирано ги зголемувате и трошоците на живот, односно на Македонија, и се заканува галопирачка инфлација. А за тоа доказ е последното соопштение од пред неколку дена на вашиот Државен завод за статистика, кој што го раководите вие. Ќе ви прочитам само неколку податоци. Правен извештај според индекси на трошоци за живот и на цените на мало. Порастот на индексите на трошоците на живот во јануари 2022 година во споредба само со претходниот месец е забележан раст кај кафето, чајот, какаото за 4,3%, рибата 3,5%, свежо овошје 3,4%, прехранбени производи 2,5%, зеленчук 2,5% и така натака. Во јануари исто така пораст на индексите на трошоците на живот е забележан и кај централното грејење за домаќинствата 14%, електричната енергија за домаќинства 9,4% или сумарно последната реченица од извештајот на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на живот во јануари во 2022 година во однос на јануари 2021 година бележи зголемување од 6,7%, а цените на мало бележат зголемување од 7,3%. Почитувана колешке, се ближиме до двоцифрена бројка, односно тоа значи галопирачка инфлација. И нажалост, ако продолжите со вакво неспособно владење во сите области, и во здравство, и во енергетика, и во однос на економските политики, малку ќе биде и ова минимална плата од 18.000 за да се покријат основните трошоци на живот и нема да ве спаси ниту еден човек од скапиот пиар на власта кој што ќе го донесете и ќе каже дека се вратил од Германија затоа што со минималната плата условите во живот во Република Македонија се изедначени. Не, колешке, не се изедначени условите за живот. Цените на основните производи во Германија се далеку поевтини од Македонија, платите се 10 пати поскапи. Што се однесува исто така во однос на законот за минимална плата. Да, точно е, вие ако имавте навистина грижа за скалесто зголемување на платите во сите сектори, ќе го прифатевте амандманот на ВМРО ДПМН со кој што се предлагаше усогласување на минималната плата и скалесто покачување на платите во сите сектори, конкретно и за просветните работници, од кој што сектор доаѓате и вие, а не да ја замојувате јавноста дека ВМРО ДПМН е против зголемување на платите. Ако навистина се грижевте, немаше да ја слушате вашата партиска насока и да го одбиете тој амандман на ВМРО ДПМН, туку ќе го прифатевте и сега немаше да дискутираме и да правите тензии на Комисијата за образование. Благодарам.